Пред околу 15 години студирав библиско школо во Белград, некои од вас го знаат тоа библиско школо, познато е под името ХУП. И директорот на тоа школо, сега е друг директор, проповедаше новиот директор кај нас пред пола година отприлика така нешто, ама директорот на тоа школо тогаш имаше 2 ќерки, сега има 3 ќерки, ама помалата од тие 2 ќерки се вика Јана. И тогаш Јана беше многу мало дете, не знам, 3, 4, 5 години, така нешто, не ме држите да збор, ама отприлика толку. И додека бев таа година во школото, еден ден доаѓа директорот и доаѓа неговата сопруга и чисто нака се смеат и ги прашуваме што се смеат и ни кажуваат како Јана се молела дали еден ден или 2 дена претходно, каква молитва се молела пред да оди на спиење. Ги учеле децата пред да одиш на спиење, ќе клекнеш пред креветот или како и да е, ќе му се помолиш на Господ да му благодари за тој ден и да бараш заштита за ноќта и благослов за утрешниот ден. И Јана таа молитва тој ден, таа ноќ ја завршила со зборовите: Исусе, те молам, донеси ми чаша вода. И сега, кога дете се моли Исусе, донеси ми чаша вода, е сладко, смешно, интересно, така. Ја мрзало да отиде до чешмата да си земе чаша вода и сега си вика: Господ може се? Може. Па нека ми донесе и чаша вода. Зошто го кажувам ова? Затоа што некој пат мислам дека не имаме такви очекувања од Бог. Не баш Боже донеси ми чаша вода, ама некогаш очекуваме Бог да направи работи кои што се наша одговорност. Бог да направи работи кои што едноставно нас ни дал авторитет, нас ни дал можност да ги направиме, ама ние си викаме: Боже, ти заврши оваа работа. И во претходната проповед ќе ви кажам зошто ја кажувам оваа молитва. Во претходната проповед обработивме дел од молитвата на Неемија, со кој што откако е Неемија дозна, да ве потсетам, Неемија се наоѓа стотици километри подалеку од Ерусалим. Евреин, јудеец, ама затоа што е однесен во заробеништво во Вавилон, потоа Вавилон паѓа под Персија. Персија е главната светска сила во тоа време и Неемија работи како винар кај царот. Односно, пред царот да му се пие вино, пред да го испие тоа вино, Неемија треба да го проба, да се осигура дека никој не ставил отров во него, за да може царот да го пие виното. И Неемија се наоѓа во ситуација во која што живее, би рекол, доста раскошен живот. Во тоа време живее во престолнината, една од главните престолни на Персиското царство. Добра плата, добро влијание, нема никакви проблеми, одеднаш дознава дека неговиот народ, што се наоѓа во Ерусалим, живее во катастрофални услови. И не се вика: жал ми е нивни проблем. Или сега, јас со тука да се потерам да им решавам нив таму проблеми. Нека си ги решат они сами проблемите. Не, туку Неемија плаче, тагува, се моли пред Бог и бара Бог да направи нешто во однос на тоа. И минатиот пат размислувавме кој беа дел од нештата кои што Неемија ги бараше од Бог и денеска ќе ја завршиме првата глава и таа негова молитва. Ама причината зошто ја спомнав Јана и незината молитва: Исусе, те молам, донеси ми чаша вода, е затоа што додека ја проучуваме, додека го обработуваме последниот дел од оваа молитва, се надевам ќе забележите колку Неемија имаше сосема спротивен став на тоа. Дека Неемија не рече: Господе, те молам ти реши го проблемот. Или те молам ти направи нешто. Да, он го кажа тоа, ама исто така рече: дај ми да најдам милост пред очите на тој човек. Со други зборови, како што ќе читаме молитвата, Неемија побара Бог да реагира на таков начин што ќе му отвори можност тој да реагира и да направи нешто во однос на Ерусалим. Не ја префрли одговорноста кај другите, туку се запраша: добро, во оваа ситуација, што е тоа што јас можам да го направам? Не со своји сили, не со своја мудрост, со Божја сила, со Божја мудрост. Ама на некој начин Неемија волонтира пред Бог. Колку често ние се молиме така, кога ќе забележиме дека нешто не е како што треба. Ја не викам дека ние треба да се трудиме сад цел свет да го спасиме или сите проблеми да ги решиме. Ама кога имаме рушевини кои што не засегаат нас лично, кои што не допираат, прашањето е: викам, Исусе, дај ми чаша вода, односно ти заврши ја сета работа,
Или викаме, Господе, ти води ме. Или ти благодарам за таа вода, ќе одам јас сам ќе си наполнам вода. Знаете, многу е важно како пристапуваме на молитвата. Дали пристапуваме како пасивни наблюдувачи, кои што знаат дека има некаков проблем, ама си велиме Господ само може да го реши. И вистина е дека некој пат има некои ситуации кои што едноставно треба да се молиш и ништо да не направиш. Бидејќи нема што да направиш. Ви кажав минатиот пат за кога ни дадоа диагноза за Јаков додека беше уште во утробата на нена. Детето има циста и не може да се среди. И што може да направиме? Да се молиме. Некогаш Бог ќе не стави во такви ситуации, кај што не можеш ништо да направиш, освен да речеш Боже помагај. Ама се плашам дека премногу често така пристапуваме на молитвата, дури и во ситуациите кога од нас се бара нешто. Неемија знаеше дека Бог нема да се симне од небото, или ја предпоставуваше, дека Бог нема да се симне од небото, да реди камења и да меша малтер и да ги поправи зидовите околу Ерусалим. Знаеше дека ако дојде до обнова на градот Ерусалим, ако дојде до обнова на народот, тоа ќе биде резултат на нечија иницијатива да подметне грб и да отиде во тој град и да направи нешто. Ајде да почнеме со читање на текстот. Значи, Неемија глава 1, ќе ги читаме стиховите 10 и 11. Ова се зборовите кои што Неемија му ги кажува на Бог во молитва пред околу 2500 години. Тој му вели, ова се однесува на јудејците. А тие се твои слуги и твој народ што си го откупил со големата своја сила и со моќната своја рака. Ти се молам, Господи, нека биде увото Твое внимателно кон молитвата на Твојот слуга и кон молитвата на Твоите слуги, кои сакаат да го страхопочитуваат името Твое. Помогни му денес на Твојот слуга и воведи го во милоста пред очите на тој човек. Тогаш јас бев винар кај царот. Се вратиме малце поназад на молитвата. Во стиховите 6 и 7, што ги читавме и обработувавме минатиот пат, во молитвата Неемија се исповеда за гревовите на јудејците, бидејќи он дознава дека народот се уште живее во рушевини, не дека тоа му беше нова информација, он знаеше дека градот беше срушен 140 години претходно. Знаеше дека 140 години вавилонскиот цар Навуходоносор го уништи градот, ги зеде најспособните луѓе и ги префрли во Вавилон да му служат, а другите ги остави да живеат во беда. Ама он се надеваше дека во меѓувреме некој имал желба, поттик да стане, да го поучи народот на Божиот збор, да го охрабри народот, да го изградат зидот околу Ерусалим и да речат Ерусалим е повторно град на мирот, град кој што наликува на град кој што Бог го одбрал. Во таа ситуација наликуваше на урнатини, беше полн со урнатини, со рушевини. И кога ги дознава овие работи, Неемија се кае. Вика, ние сгрешивме пред тебе, ние не ги исполнивме твоите заповеди, твоите закони и така натаму. И потоа во стиховите 8 и 9, тој се навраќа на ветувањата кои што Бог му ги даде на Мојсей, и во 10-тиот стих кој што го читавме сега пред малку, вика, а тие се твои слуги и твој народ, што си го откупил со големата своја сила и со моќната своја рака. И овој стих најверојатно се однесува на моментот кога, Бог ги избра израелците за свој народ, ама исто така ќе се сетите кога беа робови во Египет, ги ослободи со моќна рака и ги воведе во ветената земја. Ама интересно е тоа што во оваа молитва, ова треба да го читаме меѓу редови, ама верувам дека е важно. Во оваа молитва Неемија се кае за гревот на народот, ама и се подсетува на Божите моќни дела од минатото. Значи не доаѓа само да гледајќи наназад всушност, преку молитва, гледајќи наназад, он не гледа само на гревот на народот. Да, тоа е важен аспект, важен момент. Ама кога гледа кон минатото, гледа и на Божјата милост. Гледа на човечките дела, грешни дела, ама гледа и на Божите милостиви дела. И затоа неговата молитва, мислам дека не е само покајничка, туку и на некој начин е и благодарствена.
Зошто? Се каам за тоа што народот го направи, ама Бог ја покажа сепак неговата милост. И повторно ја бара Божјата милост. Знае дека како што Бог му се смилува претходно на народот, може истото да го направи и сега. И верувам дека е многу важно да имаме ваков пристап кон Бог кога станува збор за нашето минато. Секој еден од нас си има минато. Има моменти од тоа минато кое што се гордееме, се радуваме, си велиме тоа беше добро. Има моменти кога си велиме зини земјо голтниме. Камо никој да не гледаше тоа што го направив, камо никој да не знаеше за тоа што го направив. Арно, ама има сведоци. Па дури да нема сведоци, пак ти е непријатно ти е во својата кожа да живее со тие работи. Кога гледаме назад на минатото, јас верувам дека е важно да гледаме на нашите гревови. Важно од време на време да се подсетиме на нашите гревови. Ама не само за да се подсетиме на тоа што сме го направиле, туку да се сетиме колку Бог ни простил. Од какви се ситуации Бог не избавил. Од какво друштво Бог не избавил. Од какво влијание, од каква токсична, нездрава околина Бог не избавил и фала му на него не поставил во нешто друго денеска. Неемија тоа го прави. Се подсетува на гревовите на народот, ама се подсетува и на Божјата милост. И еден ден така размислував за своето минато јас и навистина ме фати некоја, што викаат некоја депре, иако се расфрламе многу често со тој збор, ама ми падна тешко заради некои работи кои што ги имам направено, заради некои луѓе кои што ги имам повредено. И Нена ме гледа и ме сваќа дека нешто не е во ред со мене. И кажам што не е во ред со мене, и кажам што е причината. И фала на Бог што ни дава луѓе кои што ќе не потсетат, ама Бог ти го прости тоа. Ама ти не си веќе тој човек. Да, штета што си бил тој човек тогаш, таков си бил, ама не си ти веќе тој. И знаете, некој пат, фала на Бог што ни дава луѓе кои што ќе не подсетуваат, ама некој пат можеби ќе се бидеме сами во своите мисли и ќе треба се подсетиме. Дека да, гревовите се реален дел од моето минато. И не го кажам тоа, што да правам, сите сме грешни. Не, треба да пазиме како живееме. Ама реален дел од нашето минато е и Божјата милост. Реален дел се моите грешни дела, ама реалност е и Божјата благодат и Божјата милост. Еден автор има напишано, Тозер, можеби некој од вас го имате прочитано, има многу убави книги, ако некој пат имате прилика, читајте нешто од него. Ама он вели вака: еден од најстарите трикови на ѓаволот е оној со кој не обесхрабрува, така што не тера да погледнеме назад на тоа какви сме биле. Никој не може да напредува во животот со Бог, се додека не ги подигне очите и не престане да гледа на себе. Се додека ти се оплакуваш, а некои луѓе се склонни, некој пат можеби некои карактери се такви. Се додека ти се оплакуваш за погрешни одлуки, за гревови, за како можев да им верувам, за како можеш 1, 2, 3, 4, 5, Тозер вели, ова не е свето писмо, ова само цитат, ама верувам дека е вистина. Тешко ќе напредуваш со Бог. Мора да направиме баланс помеѓу гревот, ама исто така и Божјата милост. Верувам дека она што Тозер сака да го каже преку овој негов цитат е дека волјата на ѓаволот за твојот живот, кога ќе погледнеш на твоето минато, е да ги гледаш само падовите. Начинот на кој што се повредил себе си, начинот на кој што си ги повредил луѓето, пропуштени шанси, како си наштетил на таа личност, на родител, на пријател, на кој да е. Ама Божјата волја е додека ги гледаш тие работи да сватиш дека гледај колку од што се сум те извадил. Ако само гледаме на нашите гревови од минатото, ќе дојдеме до заклучок многу сум грешен. Ама ако гледаме на нашите гревови и на Божјата милост, ќе дојдеме до заклучок многу ми е простено. И тие два пристапи и тоа како ќе имаат влијание во која насока ќе се движи твојот живот во однос на твојата духовност, начинот на кој што се поврзуваш со Бог. И затоа верувам дека е добро да размислиме за овие нешта. Да, нашите дела, да, ама и Божите дела и Божјата милост. И предпоставам забележавте како
Ај не читавме цела молитва, ама ако ја прочитате цела молитва, ќе забележите дека неколку пати Неемија за себе и за народот, па дури и за Мојсей, го користи зборот слуга или слуги. И ако анализирате молитвата и да видите кои се зборови се користат во неа, освен зборовите тебе, твоето, твоите, зборот слуга се појавува најчесто во оваа молитва. Слуга или слуги. Значи, вели, например, тука имам напишано дека во 6 стих Неемија се нарекува слуга, а јудејците ги нарекува слуги. Во 7 и 8 два пати го нарекува Мојсей слуга. И во стих 11, што го читавме сега пред малце, всушност и во 10, а тие се твои слуги и твој народ. И на крај вели во 11 стих, кон молитвата, вели вака, нека биде увото твое внимателно кон молитвата на твојот слуга, зборува за себе си, и кон молитвата на твоите слуги. Потоа, помогни му денес на твојот слуга. Значи, скоро 10 пати слуга, слуги, слуга, слуги. И тоа многу добро ни кажува како Неемија се гледа себе си кога застанува пред Бог. Да, он е свесен дека израелците, дека јудејците и покрај сите нивни гревови во тоа време сепак беа Божиот избран народ. Народот кој што Бог го сакаше и верувам дека до ден денешен го сака. Не значи дека Бог оправдува се што израелците денеска прават. Тука мора да разграничиме меѓу тие две. Јас не верувам дека Бог го избра Израел во Стариот Завет и ние денес се што ќе направи Израел, секоја ракета што ќе ја фрли, секој куршум што ќе го испука, ние треба да речеме тие се Божи народ се. Тоа е тоа, им се може. Лизгав пот. Пазете се од оправдување или во Стариот Завет Бог вели тешко им на оние што злото го нарекуваат добро. Ама да не мешам денешна политика, да се вратиме на ова време и овој текст. Значи, знаеше Неемија дека тие се Божи народ, ама сепак ги нарекува Божи слуги. И верувам дека е добро и ние од денешна перспектива да бидеме свесни дека да, секој кој е искрен вистински христијанин, секој кој верува во Христос, кој што го следи неговиот пат, е Божи син и Божја ќерка. Тоа е ветување кое што ни е дадено во Светото писмо. Ама, ние немаме само еден идентитет. Ние го имаме идентитетот, на синови и ќерки, ама го имаме идентитетот и на слуги, Божи слуги. Сега, кога во денешно време ќе го кажеме зборот слуга и сваќам зошто, луѓето одма се тргаат. Не, ја слуга, никому не слугувам јас. Зошто бидејќи некој ако работи во некоја фирма и работодавецот ги злоупотребува, ги искористува колку што може повеќе вработените и викаат, ние му рмбаме како слуги таму. За ниедни пари, пример. Или во некој дом, ако, например, така се поставени нештата, да жената цело време готви, чисти, пере садови, пере и така натаму, и од време на време ќе дојде преку глави и ќе рече, добро, јас дома ви слугувам ли вас? И кога ќе кажеме дека, кога ќе наречеме некого слуга, одма ни доаѓа во памет тие контексти, ни доаѓаат, си викаме, не, слуга не. Ама Светото писмо не соочува со реалноста дека ако му припаѓаме на Бог, покрај другото ние сме Божји слуги. Ама кога велиме дека сме негови слуги, тоа не значи дека Бог не злоупотребува, тоа не значи дека Бог не го мисли лошото. Да бидеш Божји слуга, значи да имаш удел во тоа што Бог го прави во овој свет. Значи Бог да ти даде можност да служиш на небесното царство. И тоа не е позиција на угнетуван човек, тоа е позиција на привилегиран човек. Не по заслуга, ама сепак тоа е привилегија. И сега доаѓаме до главната идеја која што сакам да размислуваме во однос на овој текст. И ќе започнам со еден цитат од Свети Јован Златоуст, кој што го има кажано ова во однос на молитвата. Тој вели вака: вистинскиот тест за искреноста на молитвата е нашата подготвеност да действуваме во светло на тоа што го бараме. Вистинскиот тест за искреноста на молитвата е нашата подготвеност да действуваме во светло на тоа што го бараме. И токму тоа го гледаме кај Неемија.
во последниот дел од оваа молитва, последната реченица од оваа молитва, тој вели: помогни му денес на твојот слуга и воведи го во милоста пред очите на тој човек. Ова не е молитва: Господе, донеси ми чаша вода, туку ова е молитва: што можам јас да направам во оваа ситуација. И повторно ќе напоменам: Господе, донеси ми чаша вода ми е до ден денешен смешна и сладка молитва, бидејќи искажана од дете. Ама кога возрасен христијанин, кога човек кој што вели: да, јас верувам во Христос, не вика дај ми чаша вода, ама моли такви молитви кај што чекам се некој друг да заврши наместо мене. Кога дете го прави, тоа е сладко, ама кога возрасен човек го прави, тоа е сериозно веќе. Неемија вика, на некој начин вика: Господе, дај ми начин како да направам нешто во однос на ова. И конкретно овдека во оваа молитва не дознаваме што Неемија сака. Он вика: воведи го твојот слуга во милоста на тој човек. Ама кога ќе обработуваме втора глава, ќе видите дека Неемија што сака? Бог да му отвори можност преку дозволата и благословот на царот да се врати во Ерусалим и да направи нешто во однос на состојбата во градот Ерусалим. Неемија можел да си седи во удобноста во градот Суза, да си пие винце па да му го дава на царот, да си јаде убава храна, да си живее во безбедност, во сигурност и да рече: сега не можам јас сите проблеми у светот да ги решавам. Они си имаат проблеми, они се таму, они нека си го решат. Ама сепак бил одлучен на некој начин да ги извалка своите раце, да ризикува. Бидејќи во тоа време да дојдеш ти кај царот и да му кажеш: сакам да отидам назад во градот од кај што потекнуваат моите татковци за да оправам некои работи, не е како денес да му речеш на газдата: болен сум и треба слободен ден. Иако и денес на газда да му речеш: болен сум, некој газда нема да ти го даа тој слободен ден. Ама ризикуваш. Значи во тоа време царевите цар, ако некој пат сте ја виделе картата колкава било царството на Александар Македонски. Од тука па се до Индија. Огромно царство. Знаете од кого го има освоено тоа царство Александар Македонски? Од персијците. Значи првично они беа тие кои што го имаат тоа царство, огромно царство. Од тука до Индија, човек кој што има поробено и поразено многу војски, човек би рекол со големо его. Не можеш него многу да му се буниш. Да му бараш да одам во Ерусалим да правам вако онака. Има тука да седиш и тоа е тоа. Ама Неемија знае дека во крајна смисла па се е во Божи раце. Не само тоа, ако земете да читате историски, хронолошки, неколку децении претходно, во времето на Езра, персијски цар, не овој, се претпоставува дека бил некој од неговите претходници, забранува Ерусалим да се гради. Забранува да се градат зидовите околу Ерусалим. Зошто? Бидејќи во тоа време непријателите на јудејците велат: ако овие го изградат тој зид, ќе се побунат, нема да ти плаќаат данок и царе, ти имаш уште еден проблем. Уште еден народ со кој што треба да војуваш повторно. И во времето на Езра царот вели: нека се запре изградбата на зидот. И сега неколку децении после тоа, Неемија како да сака да каже: дај ми начин тоа што неговиот претходник го забранил, овој да го одобри. И во одредени аспекти звучи како невозможна мисија. Ама повторно, човекот си знае дека за Бог се е возможно. И преку овие стихови кај што Неемија доаѓа кај Бог и му вели: дај ми да најдам милост во очите на тој човек, гледаме како Неемија се пријавува, всушност волонтира. Јас ќе одам. Сеќавате на Исаја, кога имаше Исаја видение од Бог од неговиот престол и Бог праша: кого да пратам, кој ќе оди да пренесе нашата порака? Исаја вели: еве ме мене, Господе. Кога Марија, мајката на Исус, кога дојде ангелот да ја каже што е Божјата волја, што е нејзиниот повик, она рече: еве ја слугинката, нека биде така како што Господ кажа. Иако Неемија не ги кажа зборовите еве ме, всушност ме ги уредува и вика: еве ме. Јас ќе отидам и јас ќе завршам работа. Се разбира, ако Боже ти ми отвориш можност за тоа. И никогаш
Молитвата е само дел од решението. Ке нагласам, ке напоменам. Некогаш молитвата е единственото нешто што го имаш на располагање. Толку. И тие ситуации се особено тешки, кога не можеш ти да направиш нешто. Ама некогаш, многу често би рекол дека молитвата е само дел од решението. И зошто го велам тоа? Затоа што Бог сака да действуваме, не само да се молиме. Јован Златоуст, неговиот цитат: искреноста на молитвата се мери според тоа колку сме подготвени да действуваме врз основа на тоа што го бараме. И јас сум 100% убеден дека има некои работи кои што воопшто не треба да ги бараме од Бог, ако не сме подготвени и ние да направиме нешто во однос на тоа. Не се моли, не си го троши времето. Пример, некој има здравствени проблеми, ај са практично. Некој има здравствени проблеми кои што директно може да се поврзат со начинот на живење. Со тоа што го внесува, со пороците, со кои што си го труе телото, со некои одлуки кои што ги носи во секојдневието. Јас верувам дека таквата личност, ако не е одлучна да направи нешто во однос на тоа практично, не треба да си го троши времето пред Бог и да каже: Боже, ти исцели ме. Мислам, подбивање е тоа со Господ, да бидеме реални. Некој сака да порасне во верата, да надмине некои проблеми, да созрее во верата. Така? Боже, помогни ми да созреам во верата, да пораснам, да ти верувам повеќе. Ако ја молам таа молитва, а не сум спремен да го отворам Светото Писмо, не сум спремен да имам заедништво со други христијани, не сум спремен да разговарам за теми кои што ме интересираат со христијани, да видам што вели Светото Писмо, немам право да немам право. Ја може да си ја молам таа молитва. Ама испаѓа дека чекам едноставно да ми падне од небо. И врз основа на тоа како го читам Светото Писмо и како го разбирам, не верувам дека Бог действува на тој начин. Не знам, например, или тука имам друго запишано да се подсетам, некој пат велиме: Господе, овој меѓусебен однос страда, криво ми е што со оваа личност не сме како што сме биле претходно. Знаеш дека си направил белја, си кажал нешто што не треба, или си направил нешто што не треба, ама Господе, ти поправи го тој однос. Додека не си подготвен да отидеш да побараш простување, јас не верувам дека Бог ќе го поправи тој однос. Твојата одговор се речеш: прости брате, прости сестро, прости пријателе, прости мамо, тато, кој да е. Тоа што го направив, тоа што го кажав, не е во ред. Не знам дали ќе ми простиш, ама јас дојдов да барам простување од тебе. Тогаш, ако сме спремни тако нешто да направиме, да, може да се молиме: Господе, ти благослови го тој разговор. Дај, омекни го срцето на таа личност, за да може да се возобнови тој срушен зид во мојот живот. Или во контекст на црквата. Ние можеме колку сакаме црквата да речеме: нека биде црквата полна, нека има повеќе луѓе во црквата, нека доаѓаат, ама ако не сме подготвени да го споделиме Христос со нашите ближни, да му речам: дојди бе некој пат во црква во недела? На луѓето ќе им се сони да дојдат во црква. Значи, добро е да бараме. Да, Боже, нека расте заедницата. Нека има повеќе луѓе што ќе го слушаат твојот збор. Ама тоа е молитва која што треба да биде пропратена со одредено дејство. Или за служби. Во црквата секој пат фали некој што ќе врши некоја служба. Да се молиме: Господи, дај ни некој да ја покрие таа служба, да ти служи преку деца, да ги поучува децата, да пее, да спрема песни, да проповеда, што и да е. Од каде ќе дојдат тие кои што ќе служат во црквата? Од тука. Ние треба да бидеме подготвени да речеме: Боже, зашто си ме надарил ти? За да можам да видам дали можеби тоа што го молим и тоа што ни треба како заедница, можеби јас можам да истапам и да помогнам во тоа што е потребно. Нема да набројувам повеќе примери, бидејќи верувам дека сваќате што е поентата. Ако молиме одредени работи, треба да бидеме подготвени да действуваме доколку тоа е Божиот повик. Некогаш само ќе се молиме и повикот ќе биде за некој друг. Ама барем да бидеме отворени за можноста дека кога се молам за одредена работа, кога се молам за одредени рушевини кои што сакам да се обноват и поправат, во најмала рака да речам: Боже, што сакаш ти или што очекуваш ти од мене во однос на тоа?
И ако тргнеме со искрено срце, верувам дека Бог ќе ни каже што е тоа. И има некои работи кои што зависат од нас. Ама да не бидам погрешно сватен, пошто бидејќи некој може би ќе свати како христијанство кое што е насочено само кон човекот и ние што ќе се направиме, така ќе биде. Не, ова зборам за Божиот благослов, да го бараме, Божјото водство да го бараме за одредени рушевини, ама да бидеме свесни дека има некои работи кои што ти ќе треба, некои чекори кои што ти ќе треба да ги преземеш. Замислете христијанин, верник човек, или да не е христијан, да е некој кој што не се идентификува како Христов следбеник, ама слуша, сака да знае повеќе. Замислете таква личност која што или е верник, или се интересира да има проблем со порнографија. И знае дека порнографијата е проблем, дека ти прави хаос од мозокот и доживотно те оштетува. И тој човек да рече: Господе, те молам, помогни ми да се справам со овој грев. Бог нема да му пушти ангел следниот пат кога ќе земе телефон во рака и да го плесне по рака и да му рече: ајде остави го телефонот. Или нека е порок. Следниот пат кога ќе земеш порокот, а знаеш дека не треба да го правиш тоа, или се молиш: Господе, помогни ми да се ослободам од тој порок, што мислиш? Бог ќе ти прати ангел, остави го тоа ќе ти рече? Не, ти треба да се тргнеш подалеку од тие работи. Толку едноставно. Или знаеш дека имаш проблем со, не знам, многу време трошиш на социјални мрежи. Ти летаат, саати од денот ти летаат, не можеш ништо да завршиш. Господе, те молам, помогни ми да поминувам помалку време на телефон. Бидејќи времето ми лета животот на оваа работа. Што очекуваме? Дека Бог ќе направи да ти снема интернет, кој ќе претераш, после пола сат падне интернетот. И не знам дали се верува, ама додека го пишував овој дел од проповета, ми снема интернет дома. Не знам што беше работата, ама пишував проповед, не дремев на социјални мрежи. Што очекуваме? Како Бог да реагира? Поентата ми е дека кога бараме победа врз нешто, често ќе има ситуации кај што Бог ќе рече: да, ќе ти давам сила, ќе ти давам мудрост, ама се очекува и од тебе да направиш нешто. Воспротивно, ќе се најдеме во многу опасна состојба каде што ние чекаме на Бог, а Бог чека на нас. Ние викаме: Господе, дај ми сила над ова, дај ми победа над овој порок, грев, слабост, што и да е. И Бог ти вика: што очекуваш, дека ќе го правиш тоа и одеднаш ќе ти дојде ќе речеш: не, готово. Не, ќе се тргнеш од тие работи и така ќе дојде тоа избавување, така ќе дојде таа победа. Не знам дали го повторив тоа, ама ќе го кажам уште еднаш и ќе преминеме на следниот дел од проповета. Не сакам да промовираме себецентрично христијанство, каде што ти можеш се да направиш, ти мора се да направиш. Овие работи, овие примери што ги наведувам во контекст на молитвата. Да, ти моли се. Барај од Бог. Барај од Бог да ти даде можност да го обновиш тоа што е срушено во твојот живот. Што и да е. Рушевините може да бидат слика за се што не чини во нашиот живот. Ама исто така биди подготвена дека Бог може ќе ти рече: тоа сакам да го тргнеш. Не да ти биде во рака и да се бори со него. Тоа сакам да го тргнеш, да се тргнеш од таа работа во животот и така ќе дојде победата. Забележете како Неемија го нарекува царот. Вика: воведе го во милоста пред очите на тој човек. И не ја прочитавме денеска целата молитва, ама на почетокот од молитвата внимавајте каков контраст има помеѓу начинот на кој што Неемија го гледа Бог и начинот на кој што го гледа царот, или начинот на кој што го гледа царот на царевите и царот со мало ц. Во 5 стих вели: Господе Боже небесен, Боже величествен и страшен, и потоа вели кој го пази заветот и милоста и така натаму. Со други зборови, Бог е небесен, величествен, страшен, го нарекува индиректно верен, милостив, понатаму го нарекува кој што ги откупи, значи откупител, со моќна рака, моќен Бог и така натаму. Тоа е првата реченица од молитвата, а последната реченица од молитвата: човек. Помогни ми
или даде една милост во очите на тој човек. Бог е величествен, царот е само човек. Повторно, човекот кој што имал огромно царство, од тука до Индија. Може би еден од најмокните луѓе, сигурно еден од најмокните луѓе во тоа време. Ама Неемија го нарекува што? Само човек. Во претходната проповед спомнав дека ако имаме соодветна слика на Божјата големина, на тоа кој е Бог, ние ќе имаме соодветна слика и на сите наши рушевини. Ќе сватиме дека во споредба со Божјата големина, се друго во животот е значајно, ама не е невозможно. И во споредба со Божјата големина, се останато во животот е мало. И овој пат ќе кажам дека кога имаме соодветна слика на Бог, на тоа кој е Бог, ќе имаме соодветна слика и на тоа кои се луѓето. Неемија тука не зборува со презир према царот. Не ви каже батали го тој. Не вика, ама сака да каже, тој е само човек. Ништо повеќе. Да, моќен човек. Човек кој што има голема власт и голем авторитет, но тој е само човек. И кога ќе знаеме, кога ќе бидеме свесни врз основа на Светото Писмо, кој е Бог, дека Бог е небесен, величествен, страшен, верен, милостив, откупител, моќен, ќе сватиме дека луѓето околу нас се луѓе. Сега што каже луѓето околу нас се луѓе. Сватете ме што сакам да кажам. Се само луѓе. Важни, значајни, сакани во неговите очи. Ама не му парираат. Нештата не зависат само од нив. Има еден кој што е во контрола. Ти треба да отидеш на интервју за работа и ти не знаеш со кого ќе се сретнеш од другата страна, ама ако имаш сваќање на тоа кој е Бог, ти сваќаш дека од другата страна на масата имаш човек. Дека контролата во крајна смисла е Божја. Треба да отидеш на преглед и си слушнал или се слушнала дека овој доктор тешко ќе го добиеш, ваков е, таков е, арогантен е, сето тоа, ама кога знаеш дека Бог има контролата над се, ти викаш, идам да се видам со еден човек. Не е мини Бог, не е мини божество, току е само човек. Треба да завршиш нешто во администрација и не знаеш од другата страна на шалтерот каков човек ќе ти се погоди, ама ако го одиш со свесноста дека Бог има контролата над се, ти знаеш дека се сретнува со човек. Зошто го велам ова? Да ги омаловажуваме луѓето? Не. Туку да сватиме кој е кој. Тоа е поентата. Преку првата реченица и последната реченица на оваа молитва, Неемија кажува кој е кој. Бог е величествен, Бог е владетел, тој контролира. А луѓето му се подчинети нему. Ќе се сетите во Изреки глава 21 стих 1, царот Соломон вели дека срцето на царот е во Божјата рака и тој го насочува каде сака. И тоа е поентата на овој стих. Дека да, може би претходникот на овој цар рекол нека не се гради Јерусалим, ама Неемија знае дека Бог може да смени таа одлука. Ако Бог е семоќен, се разбира, може да го смени тоа. И ова глава завршува со зборовите: тогаш јас бев винар кај царот. И ако мислите дека оваа изјава се однесува само на работната позиција на Неемија, се лажете. Оваа изјава комуницира Божја промисла, Божја семудрост. Ова не е, ајде јас што работев. Јас овој стиг го сваќам вака. Тогаш, ајде ако може да кажам, да му дам некое значење, некое поопширно значење на овој стих. Тогаш Бог мене ми имаше поставено како винар кај царот. Случајно? Не би рекол. Не би рекол дека Неемија случајно беше јудеец, случајно беше винар кај царот во тоа време. Не знам дали неговиот претходник бил јудеец, може би бил од некој друг народ, може би бил, не знам. Ама Бог го постави таму со одредена цел. Еден автор вели, за да го обноват нивниот град и нивното општество, на евреите им бил потребен пријател со висока позиција. По Божјата чудесна промисла, Неемија бил тој човек. Векови претходно се сеќавате на книгата Естира од Стариот Завет
Книгата Естир е единствената книга во Библијата каде што не се спомнува името на Бог. Ама во книгата Естира се дава една наратива, на вистинска случка, каде што еден човек сака да изврши геноцид врз евреите. Значи, идејата на Хитлер во Втората светска војна не беше ништо ново под сонцето. Он сакаше да ги уништи евреите целосно. И во такви околности, во таква ситуација, царицата, една од жените на царот, ајде да речем во тоа време, е еврејка. Бог случајно ја постави таму или она случајно се најде таму? Не, беше поставена со цел да ургира за да се спречи убиството или геноцидот врз евреите. И тоа беше патем кажано во Персија. Можеби персиските цареви мислеле дека околу себе случајно нашле некои луѓе. Ама не, Бог во одредени периоди намерно поставувал таму луѓе кои што ќе можат да ургираат за доброто на неговиот народ. И се надевам дека преку ова ќе бидеме барем малку поттикнати да размислиме или да сватиме, не само да размислиме, дека таму каде што се наоѓаме моментално во животот, во тој контекст во кој што живееме, во кој што работиме, не сме случајно. Не сме случајно таму каде што сме. Океј, немаш позиција, предпоставам како таа што Неемија имал, да бидеш десна рака на еден од најмокните луѓе во светот, но тоа не е поентата на принципот. Поентата е дека таму каде што си поставен, не си поставен или поставена случајно. Луѓето, мислам, твоето семејство каде што си, твоите пријатели со кои што го делиш животот, зградата во која што живееш, комшиите кои што ги имаш, колегите на факултет кои што ги имаш, секој контекст кој што го опфаќа твојот живот, не си таму каде што си случајно. Би било штета да гледаш така. Може би Бог те поставува со одредена цел. Може би Бог те поставува таму затоа што во тие контексти, во тие околности има рушевини кои што тој сака да ги обнови. Да, некој пат рушевините се во нашите животи, ама некој пат се во тук живот. Некој пат се во на друго место. И може би, не може би, туку верувам, дека Бог сака да не ползува и на тој начин. И кога сега на крајот кога ќе размислиме за молитвата на Неемија, од неја можеме да научиме многу работи, многу важни принципи за Бог, за нас луѓето, за како Бог функционира и действува околу нас. Ама има една важна вистина која што не е тука напоменета, ама сепак сакам да ја спомнам, а тоа е следнава. Верувам дека е така. Причината зошто Неемија се молеше е затоа што веруваше дека се додека Бог е во игра, рушевините не мора да се конечен резултат, ако може така да кажеме, да искористам спортска споредба. Се додека Бог е во игра, рушевините не мора да се конечен резултат. И затоа Неемија доаѓа. Он дознава дека е хаотична состојбата. Ама познавајќи го Бог, знае дека Бог може да направи нешто во однос на ова. Тој знаеше дека кога Ананија му кажа оние што останаа незаробени се наоѓаат таму во земјата своја и се во голема неволја и понижување, и ѕидовите на Ерусалим се урнати и портите негови со оган изгорени. Кога го слушна тоа, он не рече, тоа е тоа. Така. Кога ќе дознаеме дека нешто во нашите животи не е како што треба, кога Бог ќе не соочи со нашите урнатини, со урнатините на оние кои што се околу нас, кои што ги сакаме и ни значат, една од најголемите трагедии е да се помириме со тие урнатини. Така било со години. Таков сум си. Таква сум си. Ова ми е слабост, и си живеам со таа слабост. И така натаму, и така натаму. Оно што Бог сака да го направиме, дојди кај Него и барај благослов. Дојди кај Него, повикај се на Неговата милост, не на своите заслуги. Ако се повикаш на твоите заслуги, ништо не направи. Повикај се на Неговата милост и побарај тој да реагира. И прашај го, Господе, што очекуваш ти од мене во однос на овие рушевини во мојот живот? Која е мојата улога? И Бог ќе ти покаже. И ако молиме такви молитви, ако сме искрени, верувам дека ниту гревот, ниту сатаната нема да го имаат последниот збор врз нашите животи, врз нашите семејства,
па дури би рекол и врз нашата црква. Бидејќи ќе сватиме дека за оној кој се моли, да, реални се последиците од гревот, ама за оној кој се моли, реална е и Божјата милост. За оној кој се моли, реални се рушевините, ама исто така и реална е и обновата која што доаѓа од Бог.